После децениското газење по кал и камења, жителите на една од поголемите улици во село Трсино ќе начекаат асфалт. Од денес започнаа земјените работи на селската улица во должина од 700 метри, низ која секојдневно поминуваат стотина жители. Градоначалникот Дончев истакна дека асфалтирањето на оваа улица е почеток на најавените активности согласно годишната програма на секторот за уредување на градежно земјиште и патишта. Во Трсино одлучивме да асфалтираме една поголема улица, се работи за улица околу 700 метри. Денес се почна да се работат земјените работи, наскоро и ќе се асфалтира. Ова е дел од програмата на општина Виница за асфалтирање на локални патишта. Оваа година имаме предвидено малку повеќе од вообичаеното. Покрај оно што го реализираме со сопствен буџет, добивме преку платежна агенција средства за асфалтирање на улица во село Лаки во должина од 1 километар. Околу 4 милиони е уделот на платежна агенција и 2 милиони ќе учествува и општина Виница. Исто така во тек, мислам, почетни активности има и за реализирање на проектот преку Европска банка за асфалтирање на улицата, локална улица, локален пат Липец-Осојница. Наредните денови ќе почнат и таму со земјени работи, така да во наредниот период и таа улица ќе биде асфалтирана. Село Трсино не е имуно на миграционите процеси, но со наталитетот предничи пред сите рицко-планински населени места, брои некаде околу 500 до 600 луѓе. Инфраструктурно располага со се она што е неопходно за екзистенција. Според мештаните, единствено како проблем останува канализацијата. Многу е загадено, канализациите обеќани, канализација подхитно треба, највише и таа уличка тамо, иначе селото добро, амбуланта се направи. Проектите за изградба на канализација во селото се подготвени. Нивната реализација е планирана со владиниот грант, истакна градоначалникот Дончев. Во тек е исто така постапката за добивање на пари преку грантот од владата на Република Македонија за изградба на канализација во село Трсино. Моментално проектот на разградување кај меѓународниот консултант и јас очекувам дека оваа година ќе почнеме со реализација на овој проект.